Во ризовите полиња во Оризарско денеска влегоа комбајните кои практично ја започнаа овогодишната жетва на оризовата култура. Сончевото и топло време овозможува брза и квалитетна жетвена кампања, во која за 40 на дена треба да се собере родот. Земјоделците ги проценуваат просечните приноси врз основа на наполнетите вреки со арпа и при тоа го истакнуваат задоволството од квалитетот на родот. Па нешто подобар род треба да биде од ланскиот, мислам. Па повеќе Андреа, али некој го се и турско семе, па не знам сега баш моментално турското како ќе се како ќе го извезуваат. Па некои така што ги слушам, стана Андреа, италијанското. Па и од турско некој. Па ја ќе одам, сите викат ќе има поголем допринос. Прилично добар, прилично, средно добар. Па највеќе Р-72. Турскиот малку. Прошлата година се, ама нешто не иде турскиот. Турскиот повеќе се за италијанските сорти. Тие што ги примениле сите агротехнички мерки во текот на вегетацијата, сега тријат раце, бидејќи од нивните површини се очекуваат рекордни приноси. Особено се задоволни производителите што одгледуваат некои од турските сорти ориз, гала, халилбеј, ефе, гонен и други, бидејќи првичните резултати најавуваат за 20 до 30% поголеми приноси. Задоволството на земјоделците го зголемува договорената откупна цена на белиот ориз од 50 денари за килограм, што заедно со субвенциите ќе овозможи успешна производствена сезона во оризородниот регион. Меѓутоа, има и такви кои сметаат дека откупната цена може да биде повисока за 10 денари за кило. Како владата што донесе одлука од 25 денари арпата да не биде пониско. И 50, испод 50 денари, бели ориз да не биде. Сега моментално 50 со 25. Па најдобра е цената 60-70 белио, а онај да биде 30 доле да не биде, 35-30 тука да биде. Па одговара секако добра цена, белио да биде 50, арпата 25, тука не иде, реална цена е тоа. Мислам дека реална. Абе, канасија, препарати се скапи, друго не е. Препарати се многу скапи. Сега добиват, редовно, етапно се добиват. Дали тоа ви помага? Помага, тоа е прилично добро. Иако деновиве во јавноста се пласираат различни податоци околу површината на која е застапен оризот и вкупните приноси, сепак проценка за земјоделските стручњаци е дека во Кочанската котлина ќе се добијат помеѓу 25 и 30 илјади тони арпа. За да се оствари тоа и белото злато да се собере од нивите, потребно е да послушат временските услови, односно да се задржи што посуво и топло време.